Александар, вие реагирате на последната изјава на министерот за здравство Никола Тодоров и директорот на урологија Михаил Пенев дека после 25 години во Македонија е направена првата кадаверична трансплантација. Зошто? Зошто реагирам? Заради тоа што прво тој факт дека е направена после 25 години е неточен. Неточен е заради тоа што јас сум жив сведок дека пред 8 години беше направена последната трансплантација. Имено мајка ми кога почина, пред точно 8 години, сега на 1 март, значи некако се поклопува и терминот, периодот. Како незин син ги донирав незините органи, бубрезите, и на тој начин беше извршена таа кадаверична трансплантација. Во моментот кога ја слушнав оваа информација сега кога излезе, навистина мене ми беше мило што се повторно што се случи такво нешто и ми се вратија и спомените на она што било и на тоа како се чувствував и сето тоа како се развиваше. Но во еден момент кога го слушнав тоа дека после 25 години направена првата трансплантација, поточно како што кажа 1989 година, малце ми стана непријатно. Зошто? Заради тоа што сметам дека токму министерот за здравство Никола Тодоров треба да знае. По сите медиуми гледаме дека тој е постојано во текст со сето она што се случува во државата, на полето на здравството, во сите клиники, во сите амбуланти, така што овој факт да му има промакнато малце ми беше чудно. Исто така ми беше многу чудно и за директорот Михаил Пенев, бидејќи колку што јас помнам, тој беше и доктор вработен на клиниката за урологија и пред 8 години во тој период. И господјата, никако името да го запамтам, јас се извинувам, Аспазија, да, што е председателка на тоа здружение. Предпоставам дека штом се занимава со таа проблематика, председава со едно такво тело, би требало да има барем некоја основна информација дека тоа и не беше толку одамна, пред 8 години. Токму во тој контекст, за историјатот на целата проблематика, да. Токму во таа насока е мојата реакција. Вие тоа го направивте од хумани цели. Вас тогаш не ви интересираше кој е министер за здравство, не ви интересираше кој ја направи трансплантацијата. Што мислите за сегашното бомбастично појавување пред камери и сликање? Колку е тоа етички, колку влијае и на семејствата, на тие што го изгубиле саканиот и на другата страна? Така, верувајте, значи јас во тој момент навистина не можам да се сетам ни сега и колку да се обидувам кој беше министер за здравство. Не можам да се сетам и нема ни да се сетам. А не се сеќавам ни кој беше докторот што ја изврши таа трансплантација, таа операција. Не можам да се сетам, не знам и дали знаев кој беше докторот, не е ни битно тоа. И токму тоа беше мојот чин во тој момент беше од чисто хумани причини, бидејќи јас лично живеам во духот на она мојата мајка која што беше донор на бубрезите ме воспитуваше дека треба да се помага и дека треба да се продолжува нечи живот и токму тоа беше резултат на сето тоа. Во моментов кога видов некоја големо сликање, големо најавување, големо зборување, сметам дека е тоа малку невкусно. Пред се токму заради тие кои што се во иста ситуација како што бев јас тогаш. Тогаш мене никој не ме бараше ни за изјави, ниту видов некој да се слика за да се потенцира сето тоа што е направено. Јас мислам дека ова треба да биде една работа која што ќе биде природна, која што ќе биде вообичаена и која што ќе биде дел од секојдневието. Се помнам дека тогаш тоа беше и во тој момент беше нешто не секојдневно. И се сеќам на емисијата Чуму на објавивме и дневно информативно, меѓутоа постоеше такво нешто, меѓутоа не се направи некој спектакл и се уште мислам дека не треба да се прави спектакл. Комуницирате ли со луѓето на кои што им беа пресадени бубрези? Да, комуницираме. Јас тогаш ги запознав прв пат. До тогаш не ги знаев, комуницираме, тие се јавија после тоа. Изградивме еден пријателски однос, всушност нас не поврзува нешто многу суштинско, многу битно и мене ми е многу драго што знам дека тие сега се чувствуваат многу добро. Им посакувам
долговечно здравје. Што ќе им порачате еве на тимот што ги работи тие трансплантации, на тоа координативно тело и на граѓаните на Македонија? Јас би им порачал, прво би им посакал тоа да се случува скоро секој ден. Тоа е мојата најголема желба. Нив ќе им порачам на тимот да си ја врши професионално работата и да не се занимаваат со рекламирање на сето тоа. А на граѓаните ќе им порачам во моментот на својата загуба на своите блиски да размислуваат дека може да направат нешто каде што ќе направат добро дело. Да даруваат органи. Да даруваат органи, да. Тоа е основната порака. Благодарам. Благодарам.